Во тек се пролетните активности за уредување на зелените површини во градот. Екипите во моментов работат на повеќе локации. Привршува засадувањето со листопадни дрвца и уредувањето на дрворедот на улицата Индустријска. Паралелно се работи и во паркот кај Стара библиотека. Скоро смо пред крај со садници, мислам со дрва посадени листопадни конкретно за филтрирање на воздухот овде и да се посее трава. У моментот сега смо пред завршување овде. Овој дел што овде завршуваме и треба овој дел зад нас што треба да се аранжира со некои пониски садници у споредба со со дрворедот што ќе го правиме, што ќе го изведеме овде. И од овде треба да се селиме на друго место каде што и таму треба да некои активности што ги имаме да ги реализираме таму кај Стара библиотека, односно Маточенка, или па од туе треба кај зад Арби, тоа има еден дел што и таму сме го дотерале, али без фрлање семе. И таму овие 2-3 места што треба, што не се при рука, треба ова неделя да ги реализираме. Следните активности на паркови и зеленило ќе бидат насочени кон уредување и на Тетовскиот плоштад. Ќе се концентрираме да му дамо некоја друга физиономија на плоштадот. Плоштадот не е останат зад рука, зашто со толку работници ја работим. И не можем да ги постигнеме све, ќе се концентрираме во плоштад. Туе да видиме да му даваме некоја по... Што планирате за плоштадот? Па да видиме цвеќење, дотерување, кастрење, реализирање на дрвата, тие што има форма да ги формираме, да ги одржаваме на форма со кастрење, со едно со друго, тоа. Секое ново посадено дрвце многу значи за Тетово, со оглед на тоа што градот е на врвот на листата на најзагадени градови. Токму затоа од паркови и зеленило апелираат до граѓаните да бидат посовесни и да не ги уништуваат зелените површини во градот.